Во изминатите години, како прво ретко се спомнуваше проблемот за текстилните, кожарските и пчеларските работници. Да, тие се едни од најексплоатираните работници во Република Македонија. Како би можело да се сопре, не знам, поголема ажурност од Инспекторатот за труд, бидејќи гледаме дека Сојузот на синдикати на Македонија не планира да ги поддржи работниците или да излезе на терен, да побара ново членство и слично. Мислам дека треба да се роди еден нов независен синдикат од работниците, така да прекине ова што се случува веќе децении наназад дефинитивно. Уште одамна алармирав дека оттаму поради договорите на определено време, поточно договорите од еден месец, бремени работнички беа отпуштани, односно законски не беа отпуштани, туку им беа прекинувани договорите за работа, односно од еден месец и завршува нивниот работен однос таму. Никој од институциите не помисли дека треба можда да се заангажираат уште тогаш за случајот Вејбо. Она што го знаме е дека од ноември минатата година тие работодавачите, странскиот инвеститор им доцнеше со плата. Дури и таа плата што ја зема, беше помала од законскиот минимум согласно новиот закон за минимална плата. Платата им се движеше некаде од 9 до 10.000, а меѓутоа им беше давана како на 2 рати. Во декември, додека каснеше исплатата на ноемвриската плата, менаџерите го исклучија електричното напојување на фабриката и им рекоа на работниците дека фабриката се затвори и слично, да си одат дома. Тоа не се случи, беше како некоја закана, очигледно, бидејќи работниците почнаа да си ја бараат за останатата плата, за од средината на јануари да бидат пуштени на годишен одмор, дека од 1 февруари почнуваат со работа, но тоа не се случи. Од 1 февруари до ден денес работниците се на улица, блокирајќи ги патиштата и барајќи одговори од институциите, барајќи си ги нивните плати, нели, и придонеси. Работниците низ годините се исплашени дека нивните имиња, кога тие пријавуваат во Инспекторатот за труд, дека нивните имиња се кажуваат на работодавачите подоцна и поради тоа немаат доверба во институциите. Тие се уште немаат храброст да им се обратат лично. Тука ние стапиме како организација која нивните пријави ќе ги доставува до Инспекторатот. Знам дека во целост не се почитува новиот закон за минимална плата, а во многу фирми уште постојат сведоштва дека работниците ги враќаат дел од платата назад на работодавачот. Во Штип генерално платата од секојаш се движела и била повисока за разлика од останатите градови во истокот на Македонија каде што има по 5 до 10 конфекции, бидејќи во Штип бројката на конфекција е над 80 и пазарот на трудот е многу поголем и работната сила е на некој начин по цената во Штип.